денеска повторно излегува граѓаните, но гледам во помал број. Порачавте дека ќе се мрзнете до крај. Ќе се мрзнеме, значи нема да отстапиме. Како прво да се запамети македонската јавност. Значи треба да знае дека во работно време, кога граѓаните, значи кога македонскиот народ е на работа, сепак ова е доволна бројка за да се излезе, за да се спаси, да се даде една поддршка на пратениците кои сакаат да не гласаат. Значи и да дадеме гнев, да изразиме гнев и неподдршка на оние кои сакаат да изгласаат, значи промена на македонското име. Сепак, значи за време на работа, кога македонскиот народ е на работа, е ова доволна бројка. Но подоцна, после работа ќе има многу повеќе. Ние ќе бидеме се додека не заврши седницата и нема да ќе вршиме притисок да не се изгласа, значи да не се изгласаат уставните измени. Иако имаат разни притисоци, информации дека разни цифри, разни суми се спомнуваат каде што луѓето им се врши притисок да прифатат за гласање. Значи еден глас дури пристигнува 3 милиона, а можда и подоцна до 5 милиона евра ќе стигне. Бараат пратеници дома, бараат пратеници пријатели, значи како да се стапи во контакт, како да се изврши притисок. Тој може да земе пари, секој. Парите ќе ги потроши, што после? Ќе бидат одредени и означени и жигосани како коте од рулја. Значи ние нема да дозволиме. Што го да биде, нема да дозволиме, иако изгласаат. Нема ние да признаеме таа одлука. Бидејќи председателот Иванов е едина личност кој со неговиот потпис може да го ратификува тој договор. Никој друг. Сето другото е фалсификат. Фалсификати се и некои други работи. Ќе споменам дека договорот требаше да се ратификува до 31.12. Не успеа. Значи, пишува таму во самиот договор. Помаро ДПМН имате ли најава дека ќе ви се придружат? Сите заедно, еве и вчера јас имав таква, значи еден мој гест каде што завчера го повикува Христијан Мицковски да се обрати од нашата говорница. Оцени и проценија неговите дека не била безбедна, да не биде испирка, но вчера јас сите мои протестанти ги насочив и дадов поддршка на ВМРО затоа што излегува на браникот, излеговме на поддршка на ВМРО да заеднички застанеме на браникот на татковината. Значи вие го убедивте Мицковски да зборува? Не, Мицковски си имаше најавено своја бина, ние овдека имаше две бини, ние од нашиот простор се приклучиме заеднички, подадовме рака да заеднички ја браниме Македонија. Значи да нема кавги, да нема разединување, него заедно сплотени сите македонци да одбраниме Македонија. Само сплотени, само заеднички и само додека сме заедно и повеќе не може да не скршат. А вака разединети, специјалните служби разни работат да не разединат. Ние мора да покажеме јачина и морал да не дозволиме сите тие специјални служби да не разединат. Значи треба да се држиме јако.